Почитувани, криминалниот картел секојдневно ја пустоши Македонија. Неофицијалниот документ кој кружи во Европската Унија ја прикажува вистинската слика за последната година во Македонија и детално наведува дека Зоран Заев и Радмила Шекеринска, вклучително и нивните партнери од ДУИ, немаат ни една клучна реформа која би ги задоволила стандардите за почеток на преговори за членство. Се што стори СДСМ изминатиот период не од 6, туку од 12 месеци, е груба манипулација со граѓаните спроведувана преку така нареченото Министерство за вистина. Затоа се и самите свесни, затоа и денес порачуваат дека очекуваат чуда, односно како порачал министерот за надворешни работи од Брисел, чуда се можни. Чуда и се неопходни на Македонија, но за да ја преживее оваа ненародна власт, бидејќи освен расипништво и трговија со највисоките државни и национални интереси, буквално ништо не видовме овие година дена. И Европа го знае тоа, зашто и во СДСМ им е јасно. Тоа зашто и од ВМРО ДПМН се упатуваше, дека нема реформи, дека не може премиерот од обвинителна клупа за корупција да биде начело на тело за реформи во правосудството. Смените на министрите за образование, правда и култура покажуваат дека нема никаков реформски исчекор побаран од Европската Унија и очекуван за почеток на преговорите. Таквите смени по само една година се признанија дека ништо не е направено во овие ресори. Ова е потрошена година за Македонија под водство на октруираната власт. ВМРО ДПМН предупредуваше дека сето ова ќе се случи, дека нема реформи, дека сите проекти се застанати, дека здравството трпи заради инеетење, дека инфраструктурата трпи заради инеетење, дека економијата трпи заради незнаење, дека пензионерите сеускратени заради незнаење, дека странските инвестиции застанаа заради инеетење, падот на невработеноста затаа и заради незнаење, јавниот и државниот долг ги минаа сите граници. Се застана само судството трпи реформи водени од картелот на власт. Судството ставено во улога на джелат за политички прогони и ослободување на врвото од коруптивното однесување. Европската Унија го гледа тоа, а во Брисел се немилосрдни. Му се допаѓало тоа на СДСМ или не, Македонија не е на вистинскиот пат и тоа е препознаено од целиот демократски свет и земите членки на Европската Унија. Затоа и овој нон-пейпер го плаши СДСМ, чишто шеф на дипломатијата се надева на чуда. Лагите и манипулациите од Министерството за вистина се удрија во зид. Македонија тргна напред само во распродажба на националните и државните интереси. И тоа е препознаено од сите и во Македонија и во европските држави, освен од картелот на власт воден од СДСМ. Каде е знаењето на Шекеринска со кое за 6 месеци ќе беа отворени преговорите за членство со Европската Унија? Каде е потегот даден од ветувањето лично од Заев дека ќе го зачува уставот при разговорите со Грција? Кристалната препорака се претвори во шарени стакленца кои власта ги нуди на народот во замена за државата, јазикот, историската и културната посебност. Ветувањата за живот се претворија во јамка за бесење на националната гордост, за бришење на македонската историја, за продажба на културната посебност. Затоа порачуваме дека смените на неспособните министри во ресорите култура, правда и образование не се доволни. Одговорност треба да сноси и тој што ги именувал, чија политика реализирале. Одговорноста за една година стагнација и регрес треба да дојде од врвот. Ви благодарам.